Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Македонија се соочува со сериозна криза поради зголемената појава на пожари низ целата држава. Владата прогласи кризна состојба во трајање од 30 дена, мобилизирајќи ги сите релевантни институции, полицијата, противпожарните единици и локалните власти за интегрирано и координирано действување на терен. Центарот за управување со кризи информира дека вчера во вечерните часови биле регистрирани 63 пожари во земјава, од кои 9 се уште се активни, а најкритично е во Чучар, Сандево, Визбегово и Дојран. Во операциите за гасење се вклучи дел од армијата, додека меѓународна помош дојде од Грција со 2 канадари. За жал има и човечки жртви, што ја зголемува загриженоста кај јавноста. Се појавија и сомнежи за намерно подметнати пожари од политички мотиви, што дополнително ја усложнува ситуацијата. Денеска во црвена линија прашуваме кој ги пали шумите во Македонија? Случајност, несовесност или организирана саботажа? Владата најавува нови мерки и вработувања за подобра заштита и превенција, за доцната реакција или почеток на долгорочна стратегија. Секако прашање има и на Инстаграм, поточно прашање кое што е денешна анкета поставена од страна на црвена линија. За следете на Инстаграм. Секако профилот е црвена линија, но паралелно се објавува анкетата и на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Кликнете веднаш на Инстаграм стори и одговорете на денешното прашање. Дали државата секоја година доцни со подготовките за спречување и гаснење на пожарите? Имате 2 опции за одговор: да, не. Кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор, а нешто подоцна, секако по рекламите, конкретно во издание, ќе ги соопштиме резултатите пресметани во проценти. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Марија Митевска, а по прилогот почнуваме со дискусијата со вас. Тројца малолетници, фатени со бензин, петарди, течен лепак и запалка, се приведени во близина на местноста Ајватовски рид кај населбата Илинден, соопшти МВР во рамки на преземените активности околу состојбата со пожарите во Скопскиот регион. Станува збор за странски државјани, а Телма дознава дека двајца се од Англија, а еден од Полска и се на 16 годишна возраст. Полјакот е со македонско потекло. Се вршат проверки и се утврдува зошто ги носеле пронајдените запалливи материи и предмети. Полициски службеници при преглед на 3 малолетни лица странски државјани во Ранец пронашле 2 шишиња со по 1,5 литар бензин, 2 петарди, запалка и течен лепак, пошто истите се лишени од слобода. Од МВР информираат и дека во близина на Раштански пат, поточно на стариот пат кон езерото Смилковци, по настанатиот пожар, пронајдени се жици од запалена гума, една ракавица и дел од ракавица кои се испратени на вештачење. Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека имаат докази дека некои од пожарите се подметнати, посебно на територијата на Скопје, и како пример го посочи пожарот кај Смилковско езеро. Пожарот, да речеме последниот кој што вчера се случи во близина на Смилковското езеро, беше на вечер, после 9 часот. И тоа што го најдовме таму, но и 3 лица кои што потоа беа обезбедени, укажуваат на тоа дека постои основано сомневање за координирана и добро осмислена акција, посебно во Скопје. Обвинителството пак соопшти дека ги истражува причините за пожарот во депонијата во Скопско Визбегово, а извршен е и увид на местото на пожарот во близина на Крива Паланка, каде беше пронајдено и тело на починато лице. Обвинителството покренало постапка против 2 лица, маж и жена, кои физички ја нападнале екипата новинар и снимател на телевизијата Алса Тем и ги спречиле во извршување на нивните службени задачи, односно да известуваат за настанатиот пожар во близина на отпад за Старо железо во Визбегово. Обвинителството продолжува да ги истражува и причините за настанување на пожарот на отпадот во сопственост на осомничените и евентуалните опасности предизвикани врз животот и телото на луѓето, имотот и животната средина. Во таа насока, во текот на вчерашниот ден и денеска се издаваат повеќе наредби и насоки за обезбедување докази. За пожарот кој се случи вчера во близина на Крива Паланка, увид на лице место извршило Кумановското обвинителство. Дадена е наредба за обдукција на телото на починатото лице. Од МВР соопшти и дека од страна на ЦВР Скопје се уште се преземаат мерки и активности со цел расчистување на причините на настанување на пожарите.
А сега продолжуваме со вас. Секако ве очекуваме да се вклучите во голем број. Ја верувам дека така ќе биде како што и секојдневно ве имаме во црвена линија. 023070005 е бројот кој што треба да се заврти и секако една исклучително важна напомена, која што никогаш не изоставуваме да ја повториме ако треба и повеќе пати, од технички аспект. Повртењето на нашиот број, значи 023070005, ве замолувам, особено ако за прв пат се вклучувате во црвена линија, да го намалите тонот на ТВ приемникот на 0. Тоа значи дека оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување нема да бидат потрошени на тоа што би го нарекла јас проверка на квалитетот на разговорот, бидејќи неретко се случува, ако не се намали тонот на телевизорот, да имате чувство дека некој друг зборува и дека не сте вклучени во програма, иако веќе ве слушаме. Денес спрашуваме кој ги пали шумите во Македонија, дали е тоа случајност, несовесност или организирана саботажа. Па да почнеме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вака сега, ја не би сакал да кажуваме кој е виновникот, кога ќе видите сите сме ние и сите кои се чинители се виновни. Дали од аспектот, од законот до све. Ние имаме една убава конструктивна идеја и предлог идеја, како ние да го спречиме тоа. Еве предлог општините во Карпуши и Газибаба да искористат мерката на државата што прогласи вонредна состојба, да донесат одлука и целата механизација да се стави од позиција, да фатат сите ниви, Пардовци, Стајковци, све нагоре да се изора. Ние ако тоа го направиме, нема да дозволиме да има да се проширува огнот. Еве, мате, поинако да размислуваме, да си помогнеме, бидејќи државнички да размислуваме во овој момент да бидеме обединети и да не се политизира. Ова не е анкетно прашање, според вас дали државата секоја година доцни со подготовките за спречување и да гаснење купува на до пожар? 7 милиони евра айфони за нивните шпадерки, нека не купат возила за гасење на пожар. Благодарам многу за вклучувањето. Всушност со гледачот почнуваме со оваа денешна дискусија. Благодарам уште еднаш, секако продолжете да не следите. За да слушнеме и понатаму што ќе кажат гледачите, поточно да речам граѓаните. Добар ден. Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам, Тоа убав е ден. се добро организирано за да се гори. Прв пат не палат никој. Тоа е од почетокот до крај. Тие са еден со друг се кошкат, ама ние тоа го зимаме. Здраво за готово. Кај нас е тоа иде. Така не се прави. Требе да се сплотат тие тамо браќа. И СДС, и ВМРО, и ДУ, и сите, за да не дојде до таа работа. Ако дојде, ја ќе те преплатам тебе ти да правиш џумбузи тамо. А после кој е крив? Криви са тие што прават. А кој им наредува? Некој си тамо. Толку имам да кажам, пријатно. Благодарам многу. Покуси од предвиденото, но сосема јасни. Ве подсетувам секако еве и останатите, особено оние кои што за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, верувам ќе имаме и такви гледачи. Не заборавајте да го намалите тонот на ТВ приемникот и секако да внимавате на тајмерот кој што одбројува 90 секунди за едно вклучување. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија, сте, ве слушаме. Да, во врска со случајот со палењето на шумите. Јас мислам дека тие се пиромани од една страна и саботажа и наркомани. Тие не знаат што прават, а дали постои политички цели, тоа не знаеме да го кажеме. Значи, тоа е срамота што го прават. Значи, дали ме слушате? Да, продолжете. Значи, тоа е срамна работа. Република Македонија е добра земја.
Ама некој тоа што го прави, сето тоа е намерно направено и од надворешни фактори. Ете сега ќе кажам, како што се фатени тие двајца малолетници од Англија и еден од Полска со македонско државност, сето тоа е направено со цел. Значи, Македонија да се уништи како држава. Благодарам. Според вас, само кажете ми, дали државата секоја година доцни со подготовките за спречување и гаснење на пожарите? Не. Не. Според мене, Благодарам што учествувавте во Црвена линија, што се вклучивте, споделивте кои се вашите гледишта со гледачите и секако дадовте одговор на денешното анкетно прашање на Црвена линија. Ке подсетам сите вие кои што сакате да учествувате во анкетата, доволно е да не заследите на Инстаграм, Црвена линија е профилот што ви треба и секако профилот на Телма телевизија. Кликнете на Инстаграм стори и дадете одговор на прашањето дали државата секоја година доцни со подготовките за спречување и гаснење на пожарите. Добар ден! Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако вие сте повелете, ве слушаме. Значи, кога слушаме сега, кога кажуваат дека наоѓаат нешто што се запалени пожарите, мене тоа јас тоа се моје размислување како некој ти праќа некоја порака. Зашто што имаш остаток и знаеш, значи тоа некој ти праќа порака да знаеш дека некој ти пали. Сега кој ти пали, тоа треба да се најде. Меѓутоа, како што слушнавме на вести дека откриле дека странски државјани, малолетни деца и сега што е со тоа? Значи, што тие ако се малолетни не треба да одговараат. Значи, тоа ако малолетен деликвент станува уште од тогаш, па што да очекуваме за помако. И сега страни државјани, а не кажуваат овако што се по националност. Ти може страни државјанин да биде секдека во светот. Меѓутоа, националноста е друга. И сега тука вие едноставно ја брукате државата што го имате државјанството. Дали се кој сте и што сте и како сте од таа држава. Значи, ова е не да е организирано, него човек веќе да се плаши од све. Вие да може секој да дојде да ви фрли, да ви запали, ја не знам што да кажам. Ајде по шумите горе што беше веќе се симнава доле, во Ѓорче, овдека ви избегово, па нас не отруја, ова геноцид, ова треба буквално да се лежи, ова е геноцид, народот го отрува вчера. Тоа беше сите сме пуни со метали. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не следите. Една напомена и за оние кои што може би ви е полесно или нема да успеете да се вклучите во живо во Црвена линија. Секако го имате просторот на Facebook колку за посетување и тука на Facebook нашиот профил е Црвена линија. Заследете не. Имаме и тука на нашиот зид објава, односно темата за која што дискутираме денес во живо во ова издание. Црвена линија и на Facebook прашува кој ги пали шумите во Македонија. Верувам ќе можеме да покажеме како изгледа тоа на Facebook. Со оглед на тоа што еве гледачите имате можност да учествувате и преку коментари и секако преку споделување. Значи Црвена линија и на Facebook прашува кој ги пали шумите во Македонија. Еве како изгледаме на Facebook. Случајност, несовесност или организирана саботажа. Пристигаат веќе и првите коментари, секако наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, повелете во Црвена линија. Да, повелете. Ева, сега. Кој ги пали шумите? Кибритот. Значи, тие што не е сака државата и опозицијата за да дојди на власт. Тие се ортаци што го прават това. Но јас би критикувал Стојанчета. Стојанче сега најде да маневрира таму. Овој трошок што го прави Стојанче со возила, со хеликоптери, со сона, предходно, пред да почни пожарите, све ќе обезбедам со 10% со овие трошоци што се прават сега, однапред ќе застанам да ја чувам државата и шумите да ги чувам. А не од кој ќе се запалат, ќе трчам ја да ги бранам и да ги чувам. Тоа е обратно пропорционално треба да се прави, а не вака.
Сега ти што сакаш прави не се гасат. Овие натрапниците што палат, што сакат да дојдат на власт, што е не теа државата, тие то го прават. И ти не можеш да најдиш крај тој што подпалува. Ти гасиш ваму, оно ше на 5 места други пали. И тука сум рекол и друг пат. Голи оток да го донесат, само тоа, ништо друго. И јас еднаш рекол, кого ќе го фатат, што пали огон, директно да го фрлат во огнот, да изгори. А една ми вика... Ве молам без говор на насилство, ве молам. Дали државата секоја година досне со подготовките за спречување и гаснење на пожарите? Ете и тоа прашуваме. Ве молам, за да не се активира црвената линија. Немаме и гледачи кои што редовно се вклучуваат. Без разлика, разбирање имаме да бидете изиритирани, гневни, но да се држиме до етиката и културата, да го задржиме нивото на дискусија, без говор на насилство, без навреди, без вулгаризми, пцости и говор на омраза. А тоа е возможно. Секако, да поентирате и да го кажете вашиот став. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Овде Љупчо, дали ме слушате? Да, ве слушаме. Повелете, Љупчо. Па овака сега. Кој ги пали шумите во Македонија? Тачно е тоа, управо сте. Кој ги пали? Али, има една дилема тука. Ако ме пратите се во зборењето, добро, пратете ме. Зашто немаме палење на огнови од Тетовско натака? Шара е голема. Шара е огромна. До Струга, до Охрид, немаме никакви огнови. Зашто тоа се платиле некогаш? Според вас, еве, дали државата секоја година доцни со подготовките за спречување и гаснење на пожарите? Не би рекол. Не е тоа така. Ова се случи све со промоцијата на возилата. Значи, ден после тоа се случуваат пожарите. Еве израчунете добро да видите дека еден ден после тоа се случуваат сите пожари. И тоа како? Све ланчано на секој дел на Македонија према југ. Зашто немаме ни еден пожар, пак прашувам, зашто нема ни еден пожар нагоре? Еве. Добро, благодарам за споделеното со гледачите. Продолжете да не следите и понатаму. А ние ќе преминеме на Facebook. Ве посетуваме и тука е просторот каде што може да се префрли оваа дискусија, да коментирате, да учествувате и секако да дадете одговор на денешното прашање на црвена линија. Тоа е кој ги пали шумите во Македонија? Дали е тоа случајност, несовесност или организирана саботажа? Еве што напиша Ангелина Димитровска Јанчева. Во пожари нема случајност. Само, ова ќе го прескокнеме, што дивеат пироманите родени за сир и мачење на нормалниот народ. Уште една исклучително важна напомена, независно тоа дали учествувате преку коментари и на социјалните медиуми, со цел да можеме да ги споделиме со јавноста, потрудете се да нема ниту во коментарите погрдни зборови, вулгаризми, пцости, говор на омраза, колнење и што и да е, ве молам. Сакаме да ги споделиме коментарите, така да се држиме до етиката на црвена линија и секако до пристојноста. Возможно е тоа. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Видите вака, има во полициската тактика, викат, има на 3-4 работи. Имаме пиромани, имаме лопови, имаме наркомани, имаме пијаници и ред други работи. Тие што го работа си ги знаат полицијата, кои се и за пироманите, си ги знаат кои, нека си ги лосираат. Имаме дронови, тие дронови нема да ни служат само кога имаме представи по улиците па да ги сликаат кој што вика, како вика. Пуштете ги дроновите, нека сликаат кој каде се движи, како се движи. И ред други работи, полицијата за тоа си е спремна, си знае. Си ги знае луѓето точно кој што како прави. Едно друго. Кажува, Стојанче немало метли, па тоа е срамота, бе. Срамота во Македонија за порвиканите да немаат метли. Не знам што да кажам.
Но ја да сум на негово место, ја би дал отказ од работа, одма, веднаш да си одам. Крајно неспремен. Голем стручњак да збори, ред работи, а овдека нема ништо да покажа. Едно, друго. Се жала за вода што немала во горна зона во Водни, сино малку од страна. Ние во Кушкова 15 години немаме вода од Крива баба па нагоре до Свети Трипон. 15 години немаме вода. 2 пати се кандидира градоначалникот, сега истиот пат иде. Како не му е срам 65 викендици да ги остави без вода за пиење, а има све направено линија каде да се води. Крајно невкусно. Фала многу, извинете вака. Пријатно. Благодарам за учеството и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Ајде. Сега вака. Не е хумано овие што палат да ги малтретираме, да ги затвараме, да ги бркаме. Нека си палат луѓето, што сега ќе ги малтретираме, ќе ги затвараме? Не е хумано, тоа уба работа. Како? Тие си палат и си знаат што си вршат работата. И зато палат тие, затоа што е хумано да не ги чепкаме. Ја преѓеска реков ме прекинавте. Затоа што реков, јас да сум. Тој што ќе пали да го фатам на лице место. Значи не го повторувајте тоа, ве молам. Па не е тоа омраза. Како се, ти да ме сечиш со секирата, јас да ќутам и хумано да биде. Така ли? Зошто немаше за време Југославија пожари? Колкава е Југославија во должина? Затоа што Тито беше голи оток. Па знаеа тие како врвеа таму. Хумано врвеа. Кој ќе ги построја, сите плука окапани од плуканици за да помини во редот, за да влези како гостин таму. Тие беа хумани. И кој ќе се вратеше, кажуваше што е, па зато никој не палеше, никој не излагаше. Тоа ни фали на нас. Тоа хуманото. Хумани се нека палат. Али Стојанче испуши работата одрате, требаше пред време да ја пречека, гостите да ги пречека, а не отка ќе запалат огон да се греат. Срамота е ова што се прави, што се зборува. Дај да бидиме малце реални што... Така, добро, благодарам за споделеното, на што бара Црвена линија секако да се држиме до пристојност. Така да и како гледачите и оние кои што сите емисии на Црвена линија еве учествуваат, знаат да го споделат ставот, да бидат прецизни во искажаното, секако да ги изостават непристојните вулгарни зборови, говорот на омраза и говорот кој што алудира на насилство. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, јас во продолжение еве ќе прочитам и статус кој што е напишан. Добар ден. Се слушаме ли? Добар ден. Мислам, оти би требало да се слушаме. Да, добро е. Продолжете, ве слушаме. Ало? Ве слушаме, продолжете. Ве слушаме, продолжете. Сега вака, ќе продолжиме. Значи, исто човекот кажа реално, кога беше Југославија цела, немаше пожари. Тоа е факт. Тоа беше многу ретко некој несакаки, некоја стрниште, нешто така, чат пат. Сега пожарите не ги палат зајаците, не ги палат лисиците, волците, ги палат луѓето. Сега, зошто ги палат? Сигурно од интерес. Не ги палат така од што му е кеф. Има некој интерес. Некој го платил, некој оди запали го. Некој си го пали ради негов личен интерес. Има ќаро тоа. Некој ги пали од политички аспект. Значи, има некоја цел. Некој што нема цел, што ќе ода да пале таму? Нема интерес. Значи, тука е парата во прашање. Ако не е парата, нема ништо. Него 2 пати, 3 пати сум рекол, овие од шумско стопанство, шумска полиција, овие што се занимаваат со таа работа, за време на летниот период затвори ги во хотел, рани ги таму. Ке подсетам, имајте во предвид дека 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Ке му се заблагодарам на гледачот и секако ќе го охрабрам повторно да го заврти бројот за дополнителни нови 90 секунди.
Во продолжение ќе го прочитам и статусот кој што го напиша Мирјана Најчевска на Фејсбук, вели: моето Сандево гореш. Ридот е поцрнет и се уште се гледа по некој столб со чат. Луѓето дадоа се од себе да ги спасат селата и манастирите. Она што се уште не можам да го разберам е отсуството на соодветно информирање. Информациите беа расфрлани, недоволни, неточни, собрани по патот. Немаше информации за движење на пожарот, за ниво на загрозеност, за организирана борба со пожарот, за збирни места, за план за евакуација, за со сите средства за информирање кои ни стојат на располагање. Луѓето дознаваа, одрекла, казала и се организираа како во 19. век. Ова е еден од показателите дека немаме држава, туку баш и бозук, во кој полуписмени и потполно неписмени политичари се обидуваат секој да штрбне од државата колку може во краткиот период додека е на власт. Во мојата социјалистичка држава Македонија имавме територијална цивилна заштита. Сите знаевме каде треба да одиме и што треба да правиме во вакви ситуации и бевме обучувани од основно училиште. Тоа беше држава. Во моментов можам само да видам до каде се спуштил огнот на ридот од спротива и да ги гледам хеликоптерите кои некаде фрлаат вода. И можам да се јавувам по комши и да пробам да добијам некоја информација. Која бре држава, кои бре центри за заштита, кои бре информативни портали, кои бре веб страни на општините и кои бре, ова ќе прескокнеме, новинари за кои секоја вест има еднократна вредност. Па дали државата секоја година досни со подготовките за спречување и гаснење на пожарите? Тоа воедно ни е и анкетно прашање кое може да се одговори денес на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија и Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво би сакал да коментирам коментарот на господјата професор за некоја и за останатите. Најчева. Прво, знаете дека еден познат колега нејзин, професорот Шкарич, беше кажал вака: каков народ, такви политичари. Ова е фактички саемот во кој сите ние сме учесници, а дел од тие луѓе играат во арената, а ние аплаудираме и се играме она како кога се тегнеш како деца на јаже. Ти лево, ти на десно, е така. Луѓе, бе, дајте решение да ги решиме овие проблеми. Народот е државата, не е политичарите. Што сте се фатиле како слепи да стапи таа Најчева и сите коментирате само нека фати, нека колку пари она што Кажете ми според вас кој ги пали шумите во Македонија? Ке подсетиме Црвена линија секако денеска тема и главно прашање во ова издание е според вас, драги мои, кој ги пали шумите? Дали е тоа според вас случајност, несовесност или организирана саботажа? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па неколку пати се спомна бившата држава. Па не сме ни приближно до неа, а нема ни да бидиме, бидејќи моментално сме премногу далеко. Може еден илјадити дел од неа. Зошто? Се работи за кадарот, кој што работи ептен за пари. Нема тисав луѓето. Тука е цела работа. Сега пожарите, кој ги пали? Тоа е непознаница. Има од небрежност, има од нарочно некој пали. Еве ги фатија трите деца и тие се трите млади деца, млади луѓе, со веќе алопки за ако не е се подметнато, ако е навистина, онака. Тие се еден патокас, како оди таа работа, шо е тоа? Со која цел тие ки ни се кон некаде, за кој ги натера? Некој ги натерал, некој постар, некој повозрасен. Не ми се верува дека децата ојдеа да со тие запаливи материјали заминаа према шума или према било каде за да запалат. Не верувам. Тие биле натерани. Тоа било организирано, децата биле искористени како деца, се па ајд.
Благодарам многу за одговорите учеството во црвена линија. Секако за сите актуелни случувања, вклучувајќи ја и алармантната состојба со пожарите во земјава, можете да се информирате и на telma.com.mk, секогаш навремено и квалитетно. Па еве кога сме кај профилот на Телма, ќе подсетам дека исто така на Facebook, на профилот на Телма е објавена нашата тема за која што дискутираме во овој момент во живо со гледачите на црвена линија, така да прашуваме и на профилот на Телма на Facebook кој ги пали шумите во Македонија, дали е тоа случајност, несовесност или организирана саботажа. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ништо не е случајно, ништо во светот и во универзумот, а па најмалку во Македонија. Значи, се е организирано. И ова е очекувано за мене ништо не ме изненадува, освен што ме разочарува. Оти се повторува, секоја наредна година се повеќе и повеќе и точно се знае кога пожарите, значи, нема врска со ветровите и топлото време, тоа може да е индикатор, но не во ваков степен. Ова е фактор луѓе. Економија и политика е измешана, ама многу повеќе политика. Значи, политички, шумски тероризам, кој се претвара во приградски и градски, се доближува до населбите. Страхотно. Јас не ќе да ги анализирам лошите луѓе, тие се социопати, но се платени со пари од политички партии. Туку очекувам од господинот Тошковски, бидејќи на тој министер му верувам, а и верувам дека тие што работат заедно со него, ти ги откријат сите тие шумски, подпалувачки, пожарски терористи, и да ги изведат сонцето на денот да го видиме. Да ги видиме кои се и брате да одат во затвор. Зашто ако не се затворат, ќе ни се повтори и посилно и повеќе. Ете, благодарам. Благодарам ви, велиме и ние за учеството и споделеното со гледачите. Продолжете да не следите. Ајде да видиме, да споделам со вас и дел од коментарите кои што секако се напишани на профилот на Телма телевизија на објавата на црвена линија. Ќе почнеме со коментарот на Жаклина Л. Ивановиќ. Оние што се нарекуваат луѓе, а всушност се изгубени во просторот, кои со секое палење всушност не прават штета на вистинските луѓе, туку и на самите себе. Со тоа го кратат својот живот на нивните деца и на крај на сите нас. Продолжуваме со гледачите во живо, продолжете и вие со опишување коментари. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Па ја мислам дека овој све се пале. Зашто порано немаше да се пале? Мојот татко беше пожарникар. Мојот муж беше пожарникар. Јас сум жена од 75 години. Значи, порано немаше овие работи. А сега нон-стоп има. Значи, некој мора да ги финансира, некој мора да дава. Зашто нема шумски пожарникари? Еве, ја прашање до владата поставljam, пошто од мојата фамилија татко ми бил, брат ми беше, муж ми беше. Зашто сек нема шумски пожарникари? А еве, дали државата секоја година според вас доцни со подготовките во спречувањето на пожарите? Не доцне државата, државата ги каже ми сме спремни, вие почнете. Зашто они ги истерават тие возила тој да ги направи? Никад се тој не правеше за време порано, за време Југославија, за порано. Не се знаеше пожарникарот куде е, не се знаеше што правеше пожарникарот, куде изведуваше вежби. А секој не изведува вежби и ги покажува. Значи да биде спремни тие што треба да пали. Од што друго? Они ги спреми прво. Покажи ви све дека е готово и ајде ви почнујте, ми ќе гасимо по вас. А ако има они шумски пожарникари, ако е тој све утајност, нема да се прави овој. Благодарам за споделеното со гледачите на црвена линија. Продолжете да не гледате и секако еве секој од вас кој што сака да се надополни и да добие нови 90 секунди, се додека трае црвена линија, вртете го нашиот број. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало?
Добар Ало, ден. добар ден. Повелете. Да се доискажам. Секако, повелете. Може? Да, ве слушаме. Видете вака. Значи, сега моментално на терен се шумска полиция, от македонски шуми, концесионери и така. Значи тие се на терен. Се служите? Вие со тоа. Се служувате, нели? Ве слушаме, Значи, тие се продолжете на си, терен и гледачите пратат, ве гледат. слушаат. Зошто има пожари? Ајде да направиме една компарација. Обратно. Да не бидат тие на терен, него да бидат во хотели, во хотели, да ги ране тамо државата, со добро јадење, да не бидат на терен. Па да видите каква разлика ќе има. Ќе бидеме аскретни да видиме пожар. Еве, тоа би го моје мислење. Значи, сега се на терен има пожари, а да не бидат на терен, ќе видите дека ќе нема пожари. И сега вие размислете што е работа. Значи, сите што се занимаваат со дрва, треба да бидат во хотел, овие жешки денови. Така. Па ќе видите дали ќе има пожари. Ќе бидат вишек на пожарникари, ќе биде вишек на се. Ама тоа нема кој да го спроведе. Благодарам многу за повторното вклучување. Одиме повторно ве префрлам на Facebook на прашањето кој ги пали шумите во Македонија. Случајност, несовесност или организирана саботажа, еве што напиша Тихи Дон. Не постои случајност, одамна не верувам во случајности. Кој чита и ја проучува зелената агенда, знае за што се работи. Не може во исто време на повеќе локации да има пожари и во светот. Деке Дејан напишал организирана саботажа и надополнил со зборот тероризам. Добар ден. Здраво. Здраво, во црвена линија сте. Нема ајде денеска, нема. Нема. Се разбираме, нели? Да, како не, повелете ве, слушаме. Вака. Значи, убаво беше тоа пишано во Фейсбукот. Значи, тероризам е невиден. Само изгледа работава ќе дојде побува да се укинат сите противпожарни екипи, да не постои ништо противпожарно. Па што ќе изгори, што ќе остане, ќе раскажува. Значи, што има несовесност, ќе дојде работава и тој што пали, може од истиот огин што го пали да изгори. Па, така да може сами ќе се уништат. А сега тоа е најубаво, бидејќи џабе се овие пожарни екипи, плюс и тие што ги имаме се мал капацитет, редуцирани, ни опрема имаат како треба соодветна, ни ништо, претежно мештаните сами палат, сами гасат за да си спасат имотот. Гледате како дошло до црквата, ајде бргу гаси, значи кога ги бори, тука одма гасат. А не, до куќите, гори некаде у шума, у гората, ај тоа државно е кој го стриже. Ама ќе дојде и у дворовите наши ќе почне да гори како тргнала работава, затоа што овие пожарникари не се неуморни. Кај да еден ден и они ќе изгубат здив и темпо. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам за споделеното со гледачите. Продолжуваме со вас. Секако подсетување за сите случувања секако, но особено еве за периодот кога Македонија навистина се справува со пожари. Топло препорачувам секогаш да се информирате и на tilma.com.mk, па еве еден наслов на кој што еве можете да го задржите вашето внимание. Станува всушност збор за репортажа на Телма. Црни полиња и пепел по вчерашниот пожар кај Блаце. Тоа е насловот на tilma.com.mk. Ние во црвена линија денес прашуваме еве според вас кој ги пали шумите во Македонија? Дали државата секоја година доцне со подготовките за спречување и гаснење на пожарите? Дали тоа според вас е само случајност, несовесност или можеби организирана саботажа? Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас, во црвена линија сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Кој ги пали шумите во Македонија?
Јас се повеќе верувам во несовесност и некаква случајност, а може би и ретко некое пироманство. Не ми се верува дека има организирана саботажа. Во колку има организирана саботажа и таа саботажа не се открие, тогаш значи шумите ги пали структури во стилот на држете го крадецот. Само со цел да се дефокусира јавноста од политиката на Мицкоски, кој што изнаоѓа начини да не влезе во Европа и промашот со европарламентарното гласање. Тоа е моето мислење. Благодарам и пријатно. И ние ви велиме благодарам и еве повторно ве враќам на Facebook. Ова се дел од коментарите. Елизабета Мицевски напиша: резилоци, терористи на собствена држава за пари и партиски поени. Дејан Иванов напиша: барем сега има дронови, има ласерски прегледи, како на граници и може лесно да се реши проблемот. А Светлана напиша: во случајности не верувам, организирано со несовесност да, но така ќе биде за жал се додека не профункционира законот. Значи повеќе труд да се откријат и добра казна и парична и затвор, но не да лежат, туку да се има присилна работа од утро до вечер. Нема зошто државата да ги храни. Се прашувам зошто порано овакво нешто немаше на времето кога бевме СФРЈ. Јас не се сеќавам на пожари. Се прашувам што се случи со таткото и синот кои беа фатени прошлата година. Дали воопшто нешто беа казнети, дали одговара, во секој случај страшно. Време е да ги погледнеме рекламите, а по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. По рекламите да видиме како се гласаше, односно какви одговори имаше на Instagram story анкетата. На прашањето дали државата секоја година доцни со подготовките за спречување и гаснење на пожарите, со да одговорија 100%. Ето, како што гледате, ова се резултатите. Подсетувам telma.com.mk, тоа е се што ви треба да се информирате и останете со Телма, следува да се кажеме со Горан Петревски.